Може да отворите сите на Евреи, 9 глава. Ова фактички е неделната великденска проповед, бидејќи веќе е недела, нели? Слава на Бога. Читамо 12 стих. Христос принесе крв во најсветото место еднаш за секогаш, но не крв од јарци и јунци, туку ја принесе собствената крв. И на тој начин за секогаш го обезбеди нашето спасение. За секогаш го обезбеди нашето спасение, кој ќе каже амин. Ако според строгиот религиозен систем луѓето телесно се исчистува попрскувајќи се со крв на јарци и бикови со пепел од јуници, колку повеќе тогаш може да постигне крвта на Христос? Преку вечниот дух тој се принесе себе си како совршена жртва пред Бог. Неговата крв ја исчистува нашата совест од дела што водат во смрт, за да му служиме на живиот Бог. Всушност, според Мојсеевиот закон, се исчистува преку попрскување со крв и без пролевање на крв нема простување на гревовите. Амин. Значи, пред скоро 2000 години Бог го погледна нашиот свет кој што беше веќе занесен и паднат во грев и осуден на вечна смрт. И што се случи? Ја виде нашата безнадежност и сите наши залудни обиди да ние се помириме со Бога и да се оправдаме пред Бога. И што направи Господ? Тој го направи она што ниту еден од нас не може тоа да го направи, односно тој дојде кај нас и се настани меѓу нас. И знаеме дека тоа беше Емануел. Значи, кога Христос дојде, се отелотвори на земјата, стана буквално Бог со нас, односно Емануел. Повтори, Бог е со мене. Емануел. Но тој направи многу повеќе од колку што влезе во таа човечност. Живееше меѓу нас, ни го покажа патот до Отецот Небесен, кој што самиот го отвори и го поплочи преку неговата крв што ја пролеа за нас и умирајќи за нашите гревови на крстот. Амин. На тој крст. Што направи Исус? Умре за нас. Кажи, умре за мене. Скапо сум платен. Христос умре за мене. Наместо мене. Слава на Бога. Уште од самиот почеток на времињата знаете дека израелскиот Божји народ што правеше во Стариот Завет? Принесуваше жртви за покривање на гревовите и за да го коригираат нивниот однос со Бога, Бог кој што е свет, кој што е праведен и кој што имаше совршени морални стандарди, така ли е? И што добиваат тие? Добиваат привремено помирување преку крвта на животно што се жртвуваше на олтарот, поконкретно јагне без што? Без никаква дамка, но пак си остануваа робови на гревот, зошто бидејќи не беа разрешени од грешната природа и никој не можеше да го задоволи законот на Мојсей, односно преку законот на Мојсей да се стекне со праведност. Така ли е? Амин. Затоа Бог обезбеди совршена жртва, совршено јагне, кое што е пасхалното јагне или избавувачкото јагне, кое што ги зема гревовите на целото човештво врз себе си, кое јагне кое што со својата праведност нас не оправдува, јагне кое што не разрешува од грешната природа и од проклетството што го носеше законот при неговото непочитување. Значи, безгрешниот Божји син ги зеде сите наши гревови врз себе си и ја плати казната што ние ја заслужувавме, така ли е? И умре на наше место, а по 3 дена, што се случи подоцна? Подоцна победнички воскресна од гробот. Кажи, победнички. Поради неговата смрт и воскресение, сите што веруваат во него се прогласени за невини, за оправдани, изчистени и примаат нов живот по милост на Бога, односно вечен живот, а така го примаме и дарот Бог со нас. Бог е со нас. Значи Господ доаѓа во нашиот живот како Господ, како избавител, но исто така и како пријател. Кажи, Бог ми е пријател. Тој ми помага.
Тој ми дава сигурност на место грижи. Ми дава сила на место слабост. Ми дава радост на место тага. Ми дава храброст на место страв. Ми дава живот. Ми дава живот. Амин, така е. Значи, ние луѓе бевме должници кон Бога, зошто? Заради гревот кој што мораше да биде наплатен, а платата за грев е смрт. Но Бог тоа го разреши од нас каде? На Евровизија? Сигурни ли сте? На Евровизија да не го разреши тоа Господ од нас? Дали во црква некоја така споменик црква? Од тврдина од цигли? Не. Оке, дали тоа на Меѓугорје? Не. Во Ватикан да не. Во Ефес, каде што мислат дека во Турција била Богородица? Не е таму. Каде Господ нас не разреши од гревот? Значи не е на Евровизија, не е во некоја црква, не е во Ватикан, не е на Меѓугорје, не е во Ефес, туку на крстот. На крстот ли? Кажи на крстот. На крстот. На крстот. Кажи направи крст. Стави го пред твоите очи. Ако верувам дека сум разрешен од гревот на крстот, не повторувај. Слушај. Ако веруваш во тоа, тогаш гледај низ призмата на крстот. Ако се во твојот живот гледаш низ призмата на крстот, во секоја ситуација ќе гледаш избавување и победа. Низ се ќе гледаш победнички, ќе имаш победнички поглед и кон светот и кон ситуациите кои што ти се случуваат во животот. Колосјани запишете 2 глава, 14 и 15 стих или пак во Библијата обележете си. Вели вака, слушате внимателно, ќе ви испрашам. Бог ја избриша обврзницата со нашите долгови. Анита повтори. Бог ја избриша обврзницата од нашите долгови. Според чии одредби ние бевме должници. Значи имаше една обврзница со наши долгови и според чии одредби ние бевме какви? Должни како Грчка или повеќе од тоа. Повеќе. Должни цела вечност да исплаќаме и да не можеме да исплатиме. Разбирате ли? Многу должни. Што направи Бог? Тој вели ја зеде и ја уништи приковувајќи ја на Христовиот крст. Таа обврзница со нашите долгови. Што направи Господ? Ја зеда и почна да ти ја чита. Оливер, ти си сгрешил за тоа што погледна лево. Си сгрешил затоа што на мајка ти сврти грб. Така ли? Така ли ја зеде и така ја читаше Господ? Не. Што направи? Тој ја зеде и ја уништи како, дечки? Како? Кажете како? Приковувајќи ја на Христовиот крст. Значи, каде е закована твојата врзница со долгови? Каде? Повтори каде? Повтори каде? Уште еднаш? Уште еднаш? Така е, амин. Значи, приковувајќи ја на Христовиот крст. Така Бог ги разоружа сите зли владетели и власти и јавно ги посрамоти, поразувајќи ги со Христовата жртва на крстот. Значи, Бог ги разоружа сите зли владетели и власти, јавно ги посрамоти, поразувајќи ги со Христовата жртва на крстот. Амин. Што ме се поразени преку Христовата жртва на крстот, тогаш тие зли власти и владетели, тие веќе немаат сила врз нас. Затоа што нема право непријателот да не обвинува, бидејќи нашите долгови, нашата вина беше прикована на крстот и соодветно бевме разрешени од таа вина. И така се разоружани сите зли власти и сили. И тие повеќе немаат право врз нас. Ние сме искупени, сме Божји народ. И во Христос имаме победа. Амин. На крстот е овозможена таа победа. Амин. Затоа не треба да се плашите, вие сте Божји народ. Затоа во името на Исус ќе се спротивставиме со фактот дека нашата обврзница со долговите Бог ја зеде и ја прикова на крстот. Амин. Амин. Така Господ ги разоружа сите зли власти и владетели.
И тие не можат да влијат врз нас. Без разлика во каква хиерархија се тие демоништа. Христос е над се. Он ги има сета власт. Сета власт е предадена во негови раце. Така да од тој од кого ние треба да се плашиме, тој е само Бог и неговата праведност, но тој не возлюби. И наместо да рече, аха, готови сте, ни подаде рака и рече, блажени сте. Дојдете при мене, напојте се, нахранете се од мене, ве прифаќам заради мене, заради она што го извршив за тебе. Кажи за мене. За мене Исус умре на крстот. Амин, алелуја. Значи крстот, сакам да го погледнете, е местото на Божјото снабдување за сите верници, но ниту една друга основа дека си добар, дека си донирал во црква, дека да речеме си постел, си водел монашки живот, си читал Библија. По ниту еден друг основ ти не можеш да примиш нешто од Господа, освен преку овој основ, крстот на Господа Исуса Христа. Значи не можеш да примиш нешто од Бога по основа на тоа дека си добар, дека си жртвувал нешто, дека имаш роднина кој што работи во црква, или заради тоа што ти многу добро служиш во црква или си постол 40 дена, или многу се жртвуваш, се даваш себе си во службата. По ниту еден основ не можеш ништо да примиш од Господа, освен преку крстот. Крстот е местото на Божјото снабдување на секоја наша потреба, бидејќи на тоа место се случи размена, односно Бог го жртвуваше својот единствен син за сите да бидат искупени, за сите оние кои што ќе поверуваат во Христос и ќе ја примаат неговата жртва. Амин. Значи Господ преку Христос ги обезбеди сите наши потреби на секое човечко создание и затоа ѓаволот, меѓу другото, сака да го тргне фокусот од крстот, да го нема, да се заборави крстот, тоа го прави и со верниците, и со црквите, меѓу другото, се со цел да ги воведе во вештерство, односно, какво е тоа вештерство? Тоа е да мислат дека сами треба да се снабдат со она нешто што им е потребно во животот. Сами со своји сили да се снабдат, погазувајќи го крстот и делото на крстот кое што Христос го стори. Значи, знаеме дека крстот е местото каде што Бог не снабдува со се, бидејќи сите Божји ветувања во Христос се да и амин. И тоа е местото на нашето снабдување, бидејќи заради Христовата жртва на крстот, заради неговата послушност, сите ветувања во Светото Писмо за нас преку Христос се да и амин. И преку тие снабдувања Бог ни обезбедува се што ни е потребно преку Божјите ветувања во Христос. Ако тоа го знаеме, и ако Бог на таков начин обезбедува за нас и спасение, и исцеление, и искупување, и избавување, и ако на тој начин ни обезбедил се што ни е потребно и духовни и материјални благослови, се што е неопходно, тогаш ѓаволот се обидува да ни го помести погледот од крстот, да заборавиме на жртвата Исусова и да мислиме дека ние сме центар на светот, дека ние сме Бог, односно да ние бидеме егоцентрични и да мислиме дека се зависи од нас, дека се зависи од нашиот труд, од нашите мускули, од нашата волја. На тој начин ние стануваме само надворешно во однесувањето христијани, но не во срцето. Дали разбирате? Штом црквата е движена од хиерархија, од систем и организација, таа е веќе религиозна институција, кое што меѓу другото, ако не се задоволува и не се обезбедува, не се снабдува преку крстот, тогаш таа заработува проклетство. И затоа многу христијани, иако се повикани да живеат победнички живот преку Христос и преку Него, сепак ако се во црква, која што заборавила на крстот и на Божјото снабдување преку крстот, иако членуваат внатре, тие се стекнуваат со проклетство и затоа им се случуваат низа проблеми, бидејќи наместо да се во Евангелието, во духот кој што свети, кој што води во една жива и лична релација со Бога, тие, целата таа црква,
започнала сама да се снабдува, сама да се потпира на организацијата, на системот, на служителите, програмата, од толку до толку почнува, до тогаш завршува, вака ќе биде, така ќе биде, кутија, формалност, сценарио. Црквата е жив организам, не е театар, не е шоу програм. Црквата не е институција. Црквата е невестата на Христос, чија глава е Христос, по која што Христос доаѓа. Амин. Црквата, која што е водена од Христос, не се снабдува со своите потреби преку пот. Потта е одликата на проклетството кое што Бог го даде врз Адам. Со пот ќе се храниш, ќе работиш земјата за да ти даде плод. Потта е одликата на проклетството. Црквата која што е водена од Христос се снабдува преку крстот. Дали разбирате? Преку она што Христос го изврши, а не преку собствените усилија. Црквата по Новиот Завет не е основана на Стар Завет, туку на крвта Исусова што се пролеа за нас. На темелот на нашата вера е самиот камен темелник Христос, кој што е нашиот спасител, нашиот првосвещеник, нашиот застапник. Амин. Крстот, погледнете го уште еднаш. Крстот значи пораз на сатаната. Тој е поразен од страна на Исус и тоа е непроменлив факт. Кој ќе каже амин? Но она што сатаната го прави да биде променливо нешто за луѓето, тоа е да го украде овој факт од верниците, за тие да заборават дека треба да го спроведат авторитетот во Христос и да живеат победнички, да не знаат што Исус направи за нив и со тоа да може да ги порази. Дали разбирате? Но после крстот, што следува? Следува гроб. А после гробот се случува Воскресение. Воскресението на Господ Исус Христос носи духовна победа над гревот и над смртта на сите кои што веруваат во Христос. Амин. 2 Коринтијани 2:14. Но благодарни сме му на Бог, кој начело со Христос секогаш не води во победа. Ќе повторам. Но благодарни сме му на Бог, кој начело со Христос секогаш не води во победа. Повтори, секогаш. И слушајте, преку нас, тој насекаде ја шири вистината за Христос, како што се шири миризливоста од пријатен мирис. Преку нас тој ја шири насекаде таа вистина за Христос, како што се шири миризливоста од пријатен мирис. Амин. Дали дозволуваме ние да сме негов цвет во неговата градина, кој што шири пријатен мирис со вистината за Христос? Секогаш кога молчиш за Христос, ти смрдиш. Мирисаш на твојата телесност, на твоите мртви дела. Но кога за Христос зборуваш и кога го објавуваш и сведочиш за Него, мирисаш со благопријатен мирис на Неговото присуство. Сакаш ли да мирисаш? Мирисај добро. Само ќе мирисаш добро, духовен, опоен мирис, што го освојува секое срце кога ќе зборуваш за вистината за Христос. Така е. Значи, ти, ние, сите заедно, можеме да живееме победнички живот. Повтори. Но не е базиран тој победнички живот на нашите напори, нашиот инает, нашите мускули или сили заради нашата цврста волја или пак истрајност во нашите амбиции да ги исполниме нашите цели. Ние победуваме заради победата што Исус Христос ја извојува за нас. Кој ќе каже амин? Така е. Ако осознаваме дека Бог не љуби, дека Тој сака да е со нас и да го искусиме Емануел, тогаш ако дозволиме како да живееме и победоносен живот, што ќе имаме? Ќе имаме едно цврсто убедување дека неговата љубов е таа која што најмногу ни треба. Дека таа ја имаме заради Христос и која што доаѓа во нас, во нашето срце преку Светиот Дух. Така е. А за ова апостолот Павле зборува во Римјаните 8 глава 38 и 9 стих.
Вели, убеден сум дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни владетелите, ни сегашноста, ни иднината, ни некакви сили, било да се сили од височините или сили од длабочините, ниту што и да е на овој свет, не може да не одвои од Божјата љубов, што тој ни ја искажува преку Исус Христос, нашиот Господ. Амин. Значи, Божјата волја за сите нас е да се насладуваме на сето она кое што Господ Исус Христос го овозможи за секој еден од нас, да сме преполнети од Божјата љубов, татковата љубов, но и да сме водени од Светиот Дух. Сега ситуациите во светот, кои што се случуваат околу нас, како економска криза, вируси, пандемии и така натака, сето тоа прави да се чувствуваме слаби, несигурни, немоćни, сомнителни, да мислиме дека сме жртва на околностите што не обкружуваат, но не заборавајте, ние сме повикани да ја живееме Христовата победа над гревот и смртта. Во 1 Јованово 5 глава 4 и 5 стих вели вака: секој што е препородено Божјо чедо може да надвладее против светот. Таа победа против светот се постигнува преку вера во Христос. Кој друг ќе го победи овој свет, ако не оние што веруваат дека Исус е Божиот Син? Амин. Значи, со вера во Исуса Христа, ние чекориме во таа победа, газиме на оној пат што Христос го тресираше за нас. Значи, со наши добри дела не можеме да победуваме, не можеме да си го купиме благословот од Бога да го заслужиме, бидејќи Божјото присуство кое што ние го искусуваме во нашиот живот е одлика на неговата милост, на неговата благодат. Милост која што не се заслужува, така ли е? Така да неговото присуство во нашиот живот што прави? Тие се основани на нашиот избор да го примиме Исус Христос за наш Господ и Спасител. Ние сме го направиле тој избор одамна. Меѓутоа, дали тој избор, се уште стоиме на тој избор? Како ќе се прашаме за тоа нешто? Веќе сме го направиле изборот. Така што секој ден ќе проверуваме кој е на престолот на нашиот живот. Дали Христос, иако сме го избрале, дали останува на престолот на нашиот живот и победуваме во него, или пак сме дозволиле болестите, грижите, тагата, вината, бедноста, стравот што не обкружува, тој да триумфира над нас и над нашето срце. Значи, ние сме избрале во Христос да сме. И сме во Христос. Но дали тој избор го живееме секој ден? Ќе го живееме ако го возвеличуваме и му одаваме слава и чест на Христос секој ден, тој да седи, да стои на престолот на нашиот живот и да управува со нас. Кој ќе каже амин? Амин. Бог нас не посинува преку Исуса Христа и не благословува. И затоа, вели во Римјани 8 глава 37 стих, наспроти се, ние сме повеќе од победници преку Христос кој многу не засака. Амин. Значи, воскресенскиот живот со победа над секое зло и над секој неуспех над сиромаштија, греф и демони, ние имаме победа над сето тоа преку Христос. И што и да се случува, ние сме повеќе од победници преку Христос кој што многу не повтори, многу ме кажи Бог, многу ме преку Христос, многу ме. Така е. Значи, со неговата љубов, ние можеме да ја прогласуваме неговата победа над смртта и над гревот. Читам 1 Коринтијани 15 глава. Вели, но Бог ни даде победа над гревот и смртта преку нашиот Господ Исус Христос. И треба да му бидеме многу благодарни за тоа. Затоа, драги пријатели христијани, бидете цврсти и непоколебливи, секогаш подготвени да го, пазете, да го унапредувате делото Господово, свесни дека тоа што го работите за Господ нема да биде попусто. Амин. Значи, победа имаме над гревот и смртта, Бог тоа ни го овозможи,
Пазете, ни го овозможни, ни го даде преку Исуса Христа. И ние не треба веќе да се бориме, да се мачиме, треба само да бидеме во благодарност кон Бога за се што ни е овозможено. Но тоа е за цел. Каква цел? Сигурно не е целта да останеме пасивни или пак да бидеме само слушатели на Словото. Вели, секогаш подготвени да го унапредувате делото Господово, свесни дека тоа што го работите за Господ нема да биде попусто. Значи, цврсти и непоколебливи, да го унапредуваме делото Господово, дека тоа што го правиме за Господа нема да биде попусто. Така ли е? Значи, ние треба да сме носители на Христовата победа над гревот и смртта. И зошто Христос се жртвуваше? За да ние бидеме неплодни, да бидеме пасивни, да бидеме религиозни ли? Не. Туку во Тит, 2 глава, 14 стих, вели, Тој се жртвуваше за нас, за да не ослободи од секаков грев и да не направи чисти. Тој сака ние да бидеме Негов народ и од се срце да го правиме она што е добро. Значи, да правиме она што е добро, од се срце, да правиме. Правењето е, значи, активно действие. Тоа е вера во акција. Тоа е не само да го слушаш Словото, туку и да го извршуваш. Така ли е? Значи, ние од се срце да го правиме она што е добро. Затоа Христос се жртвуваше за нас, за да не ослободи од секаков грев, да не направи чисти, да бидеме Негов народ и од се срце да го правиме тоа што е добро. Амин. Што е тоа што е добро и што треба да го правиме од се срце? Тоа е да ја распространуваме победата која Христос ја овозможи, да ја шириме таа информација, да ја шириме кон секое човече што го среќаваме во нашиот живот. Таа победа да им ја носиме на луѓето. А како таа победа се распространува, драги мои? Како се распространува таа победа над гревот и над смртта? На тој начин што ќе ја споделиме радосната вест за Христос. 1 Коринтијани 15 глава, 3 и 4 стих вели вака. Јас најпрвин ви ја пренесов најважната порака, онака како што и мене ми беше пренесена. Христос умре за нашите гревови, согласно со предвестувањето запишано во Светото Писмо. Беше погребан и воскресна на третиот ден, согласно со предвестувањето запишано во Светото Писмо. Амин. Христос воскресна. Беше објавено во Стариот Завет преку пророците како што слушнавме, а во Новиот Завет сето тоа се исполни, иначе не би имало Нов Завет. Тој настапи на сцена бидејќи Стариот Завет застари и преку Христос се воспостави Нов Завет со Бога, се овозможи помирување со Бога, лична релација со Бога, кој што го излеа врз нас изобилно Неговиот Свет Дух и ни говори во нашиот дух, ни дава сведоштво во нашиот дух, дека сме Божји деца и затоа сите ние во Христоса велиме Аба, што значи? Што значи татичко мој. Дали можеш тоа да го кажеш, татичко мој? Дали можеш да си сигурен дека Господ е твој татко? Совршениот и праведен Господ. Дали можеш да разбереш дека е твој татко? Дали го имаш тоа право? Со кое право ти можеш тоа да речеш татко на Господ совршениот? Со правото што ти го возможи Христос, умирајќи на крстот за тебе, за мене, со Неговиот живот што го даде за нас да бидеме искупени. Тој умре, беше погребан, на трет ден воскресна и со вера во Него. Сите што поверувавме во Него примаме вечен живот и спасение, но исто така стануваме по милост на Бога Божји. Поздрави се лево и десно, кажи, биди благословено Божјо дете во Христа.